Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Во ова издание, американски сенатори даваат поддршка на Македонија за членство во НАТО. Четворица во писмо до председателот Барак Обама вела дека прашањето за името не е пречка за влез во НАТО. Сенаторите Марк Бегич, Ричард Лугар, Джеймс Риш и Джордж Војнович ја повикуваат владата на Обама да се вклучи во организирана дипломатија со цел земјите членки на НАТО да упатат формална покана за членство до Македонија. Јасната покана до Македонија да се приклучи на алијансата ќе биде од корис за американската национална безбедност и глобалната мисија на НАТО, се вели во писмото. Сенаторите укажуваат дека Македонија е меѓу 4 најголеми придонесувачи во мисијата во Авганистан, според бројот на жители. Копии од писмото се испратени до државната секретарка Хилари Клинтон и до генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен. Слично бара и Сали Мекнамара од фондацијата Heritage од Вашингтон во синоќ објавената анализа стратегискиот концепт на НАТО 2010, 5 индикатори за успех. Владата на Обама треба самата да се позиционира како поборник за проширувањето на НАТО и конкретно да се заложи за итниот прием на Македонија и доделувањето на акционен план за членство на Грузија на самитот во Лисабон, сугерира Мекнамара. Американскиот владин став го повтори амбасадорот во Македонија Филип Рикер, кој вторникот изјави дека Соединетите држави продолжуваат да ги поттикнуваат и Грција и Македонија да работат заедно на изнаоѓање на решение за името. 5 индикатори за успехот на НАТО во иднина, според Мекнамара, се рамномерна распределба на врските меѓу земјите членки, НАТО да действува и надвор од своите граници за да осигура своја безбедност, противракетен штит и натамошно присуство на американско тактичко нуклеарно оружје во Европа, проширувањето со нови членки и задржувањето на приматот во безбедносната структура во Европа. Истрага на безбедносни аналитичари пронајде докази дека исламски екстремисти оперираат на универзитет во Лондон. Универзитетите се под зголемен надзор во Британија, откако минатиот Божиќ студентот нигериец Омар Фарук Абдул Муталаб се обиде да разнесе патнички авион на пат за Детройт. Градскиот универзитет е една од најпрестижните образовни институции во Лондон со студенти од цел свет. Фондацијата Квилијам од Лондон неодамна направи истражување според која некои членови на Суни Исламското здружение на универзитетот радикално интерпретираат верата и се обидуваат да ги радикализираат студентите муслимани. Луси Джеймс раководеше со истражувањето. Нетолерантни и на рап на насилство, например дека треба да се убијат оние кои не се молат 5 пати на ден, или пак канат свештеници говорници кои сметаат дека хомосексуалците треба да се фрлат од планина. Исламското студентско здружение не одговори на барањето за интервју. Вниманието на исламските радикали на британските универзитети го сврте неуспешниот терористички напад во авион на пат за Детройт минатиот декември. Обвинетиот напаѓач, нигериецот Омар Фарук Абду Муталаб, минал 3 години на градскиот универзитет, а втората година станал председател на Исламското студентско здружение. Подоцна заминал за Јемен, каде се верува дека Ал-Каида му помогнала во планирање на нападот. Градскиот универзитет само што заврши со сопствена истрага, според која Абду Муталаб не бил радикализиран додека студирал таму. Професорот Ентони Финкелстајн е за рамнотежа меѓу слободата на дебатирање и спречување на говорниците кои подгреваат омраза. Рашид Ансари, извршен директор на Сдруженијето на студентски исламски здруженија, е дециден дека тие не потпаднале под екстремистите. Универзитетските власти коментираат дека не можат и не треба како полиција да контролираат активноста на секој студент, но се повеќе се на првата линија во борбата да се спречи ширењето на екстремистички гледишта. Расте бројот на луѓе кои живеат во странство и испраќаат пари до роднините во матичните земји, според податоците на Светската банка. Станува збор за сума од над 370 милиарди долари во периодот од 2 години до 2012, по значителното опаѓање за време на рецесијата.
За дел од семејствата во земјите во развој, парите од роднините печалбари се од животно значење. Светската банка наведува дека сумата на испратени пари повторно расте, поголемиот пад минатата година. Ханс Тимер е директор за развојни перспективи во Светската банка. Предноста на овие пари е што директно доаѓаат во семејствата и тоа во оние на кои најитно им се потребни. Севкупно се очекува сумата да достигне 440 милиарди долари до крајот на годината, што е речиси за 25 милиарди повеќе од 2009. 3/4 од тие пари одат во земјите во развој. Тие 325 милиарди долари се 3 пати повеќе од официјалната развојна помош што ја добиваат државите и речиси исто колку и странските инвестиции. Се очекува сумата за земјите во развој да нарасте на 370 милиарди до 2012. Највеќе пари се слеваат во семејство од Африка, регионот под Сахара, потоа Индија, Кина, Мексико и Филипините. Пари што може да ги користат за образование на децата, да инвестираат во мали бизниси, да отворат девизни сметки во банка. И покрај глобалниот економски опоравок, најголеми пречки во испраќањето се нестабилната девизна размена и намалувањето на квотите за прием на имигранти. Најголем дел од парите ги праќаат печалбари од САД, Саудиска Арабија, Швајцарија и Германија. А во утрешната емисија, прекумерната тежина во младоста представува ризик за време на постарите години. Мнозинството деца со вишок килограм имаат здравствени проблеми во текот на животот. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш. Рана превенција на дебелината. Најново истражување покажува корист од акција уште во детството. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.